Шарената револуција за време на синокешните протести во Битола повторно ја обои зградата на обвинителството. Во последно време овој објект е најчеста мета за боење на демонстрантите откако полицијата поднесе 26 кривични против битолчани за шарење на општинската зграда. Претходно шарената револуција ги обои во шарено споменикот на Филип II на Магнолија, споменикот на Тито во центарот на градот, канцеларијата на Иванов во Битола, зградите на основниот и апелациониот суд, зградата на општина Битола, како и киното Манаки. Пораката на граѓаните е дека она што веќе се создало не смее да се уништува, но има и такви кои ги поддржуваат активностите на шарената револуција. Штетно е и то ние сите ќе оплаќаме од џепоите наши, пензионери, на плати што зема. Тие треба да се свестат. Јас не знам зашто ја става таки работи да прават. Протестираме мирно како другите држави, не вака. Шо е она? Кој ќе помини страмота Не у вас никаде. Кој од народот го прави? Не у вас. Тие не се свесни да Се еднака се па еднака протестира, ама што се па со моите не у вас. Ко поддржува? Треба да се штракува до крај. Не е оправдано. Не е убава работа. Почка од тоа што да кажам, не е убава работа. Возрастни луѓе со фамилии, со едно со друго, да гаѓаат зидот. Не го поддржувам, било што да речем. Ако сакаш да се буниш, кај човек што буни, шо е крива зградата? Од шарената револуција на синокешниот протест ги повторија барањата. Уставниот суд да се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство, да престане прогонот на учесниците во протестот и слобода на приведените од почетокот на протестите, формирање преодна влада, учество на граѓанскиот сектор во било какви преговори во иднина и оставка на претседателот Ѓорѓе Иванов. Исто така демонстрантите изразија поддршка и за работата на специјалното јавно обвинителство.